Подобрување на скрининг програмата за болните од рак, нови протоколи и подобри услови на онкологија и за пациентите и за вработените. Современа терапија за малигно болните на позитивната листа на лекови. Ова се дел од барањата на пациентите кои со години се борат со најтешката болест. Сериозни проблеми има и околу новодиагностицираните. Тие едвај можат да дојдат до термин за ехо на дојка и мамографија. Како главна кочница има и долгото чекање за скен на коски. Во овој момент чекаат 100 пациентки кои што се од онкологија со приоритетни упати препратени на тоа испитување поради продолжеток на терапијата, што значи додека испитувањето не се направи, тие се без терапија, а тоа како што знаеме само понатаму го комплицира нивното лекување. Проблемот кој што е посочен од институцијата е дека немаат изотопи. Министерот Таравари со децентрализација на онколошки амбуланти ќе го намалува притисокот на клиниката и уверува дека полека но сигурно ќе се решаваат проблемите на пациентите. Ние започнавме со децентрализација на онкологија, се работи во болницата 8 септември, одреден кадар веќе се обучува тука на клиниката за онкологија и целта ни е да направиме мрежа која што ќе биде контролирана од клиниката за онкологија. Значи, 8 септември веќе се надевам за месец и пол ќе почне и таму да се дава терапија и тоа ќе го промовираме. Во Тетово веќе се дава, во Битола се дава, во Штип се дава онколошка терапија. Директорот на клиниката Игор Стојковски вели дека онкологија има приоритет за нови вработувања. Административната процедура е отпочната, значи тоа е доста комплексен процес, значи кој зависи од Министерството за здравство, Министерството за информатичко општество и администрација и Министерството за финансии. Значи, процедурата е во теке административната процедура. Сите профили, значи имаме медицински сестри, имаме лекари, имаме медицински физичари, радиациони технолози, административен кадар, значи. И додека пациентите си ги кажаа маките за нивното лекување, Државниот завод за ревизија нотираше катастрофално работење на клиниката за онкологија во 2023 година. Клучен проблем е намањето кадар на клиниката, велат ревизорите. Биолошка терапија немало за сите пациенти, туку само за 24% од нив. Вкупно 35 доктори и 96 медицински персонал се грижат за речиси сите заболени од рак во државата. Во извештајот се вели дека и понатаму има недостиг од терапијата и протокол за нејзино давање.